Добро вечер, гледате Топ тема. Политички притисоци, недоволна финансиска независност на судовите. Слаба борба против корупцијата се дел од главните забелешки во последниот извештај на Европската комисија за Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски влезе во отворена конфронтација со судската власт, отворајќи и дилемата дали ќе се менува начинот на финансирање на судството. Ќе има ли анкетна расправа во Собранието за утврдување одговорност за трагедијата во Кочани? Судењето за овој најтежок и најобемен случај во Македонија почнува утре, ставајќи го на тест целиот правосуден систем. За овие, но и многу други актуелни политички и економски теми, вечерва разговарам со премиерот Христијан Мицкоски. Премиере, добре дојдовте во Топ тема. Добре ви најдов. Еве, јас ги најавив генерално темите за кои што ќе разговараме во следниот еден час од прилика, но пред да стартуваме со разговорот, ќе повикаме реклами, а потоа се враќаме назад во Топ тема. Да, назад сме во Топ тема, како што веќе најавив, гостин вечерва е премиерот Христијан Мицкоски. Премиери, во самата најава и кога го договаравме интервјуто, јасно беше дека судството и случајот Кочани ќе бидат во фокусот на вечерашната емисија, со оглед дека веќе утре започнува судскиот процес за Кочани, еден од најтешките и најчувствителните, најобемни случаи во државата. Во извештајот на Европската комисија повторно се наведува дека македонското судство е ранливо на политички влијанија. За почеток, еве, може ли да очекуваме дека овој процес ќе се одвива без било какво политичко влијание? Лично мислам дека мора така да биде, не може да биде поинаку. Сега има тука одредени политички партии кои што на овој случај, за жал, на маката на луѓето кои што ги загубија своите најмили се обидува да градат политичка кариера. И затоа не можеме да кажеме дека нема политичко влијание, бидејќи се обидуваат тие политичари и тие политички партии да ја злоупотребат оваа мака. Во која смисла? Па континуирано испраќаат политички пораки. Гледате вие какви се тие политички пораки кои што тие ги испраќаат. За разлика од нив, јас цело време молчам и оставам обвинителството, судовите да си ги вршат оние надлежности кои што ги имаат, да завршат работата, односно да имаме фер судење, да имаме судење кое што јасно ќе детектира кои се виновни, кои не се виновни, така натаму. Од друга страна, она што се бари од страна на дел од семејствата на жртвите од Кочани, она што и денеска го видовме во Собранието, е да има анкетна комисија. Опозицијата поднесе предлог одлука за анкетна комисија. Ставот на пратениците на ВМРО-ДПМН е доколку има анкетна комисија за овој случај, да биде и за останати трагедии кои што ни се случија во минатото. Ќе има ли таа анкетна комисија, без разлика дали ќе биде само за оваа трагедија во Кочани или ќе бидат опфатени и останатите, со оглед дека треба да стигне таа предлог одлука до пленарната седница и да се гласа за неа? Јас многу внимателно ја слушам дебатата изминативе денови на политичката сцена. Од опозицијата стигаат какафонични пораки. Да речеме, председателот на СДСМ од една страна обвинува дека судството и обвинителството се под политички притисок од оваа влада која што јас се предводам. И сега кога овој случај е таму, воден од обвинителството и започнува во судот, вели не, дебатата да ја пренесеме во парламентот. Тоа не го прават тие за да ја истераат работата до крај, бидејќи тие немаат алатки, ниту пак кредибилитет. Добро, прашањето е дали ќе има таа анкетна комисија? Ќе дојдам и до тој одговор. Тие тоа го прават исклучиво за политизирање. И тоа е онаа најниска форма на политика, некрофилска политика, која што ја води опозицијата. Тој и другите помали политички партии. Имаш анкетна комисија и за онкологија. Ќе дојдем и до тоа. Ќе ви дадам одговор и на тоа прашање. Но пораките... Кога зборувате за некрофилија,
тогаш факта дека и тогаш имавме анкетна комисија, еве сега се бара анкетна комисија. Не, сосема друго е случајот за онкологија, сосема е друг овој случај, не би ги споредувал, нити едниот со другиот. Но она што сакам јас да го кажам се пораките кои што доаѓаат таму. Сега, ако велиме дека овие се независни суди и обвинители, тогаш логично е овој случај да биде во судот. Тој вели не, ќе го пренесеме во парламентот, односно ќе формираме анкетна комисија. И пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата вика во ред прифаќаме и ќе зборуваме и во парламентот, но ќе зборуваме и за сите оние останати големи трагедии кои што ни се случија изминативе години, за се да зборуваме, затоа што сите треба виновници, апсолутно сите виновници да се изведат пред лицето на правдата. Во најмала рака, кога во парламентот има ваков тип на анкетна и надзорна расправа, тогаш треба граѓаните да видат и да слушнат кој е тој кој што направил грешка, кој е тој кој што злоупотребил, кој е тој кој што е виновен на крајот од денот. И јас апсолутно ја поддржувам одлуката на пратениците, еве, дека има анкетна и надзорна расправа. Значи ќе има, нема да се случи да еве се најде некој изговор да нема анкетна комисија во собранието. Зошто би се нашол изговор? Јас само сакам да ја извадам на површина лицемерноста на опозицијата, која што од една страна вели владата врши притисок врз независните и квалитетни обвинители суди, а од друга страна не им верува, па им вика не, вие терете си го процесот, ама ние ќе тераме во парламентот анкетна и надзорна расправа. Сега, која порака да ја слушаат граѓаните? Ние велиме во ред, ако сакате, ќе правиме анкетна расправа. По коректен став, мислам дека не може да има пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Добро, но кога зборувате за мешање во судството и политички влијанија, фактот дека извештајот на Европската комисија токму тоа го нотира, мешање, притисоци врз судството, вие влеговте дури во директна конфронтација со судиите, обидувајќи се да сведете целото тоа барање за реформи кои што се потребни да се направат во однос на тоа дека се бараат поголеми плати од страна на судиите. Ајде еве да зборуваме со факти и со бројки. Јас сакам да зборувам на основа на вистина, не на основа на чувства. Еве на што се однесува реформата. Ако ми дозволите. Вели 2 предлог закона што ги регулираат платите на судиите и јавните обвинители. И понатаму сега има овдека. И вика на 2 други предлог закони кои што се однесуваат на судски и јавно обвинителски служби, во кои што ќе се дефинираат плановите за вработување и унапредување, тоа се за вработените во судовите и во обвинителствата, при што Советот за судскиот буџет, односно судскиот совет и јавно обвинителскиот совет ќе ги одобруваат тие планови за вработување и унапредување и како што вели тука, при што извршната власт само ќе биде известена. Јас само сакам на јавноста да ја кажам за што станува збор. Да, но таму секако треба да има надградба на АКНИС системот за кој што е за распределба на судски предмети. Значи не се однесуваат овие закони, овие реформи кои што треба да се направат. И оваа реформа е чекор број 113 и вели финансиска вредност 2.140.811,85 евра. Еве таа бидејќи јас кога вкупните реформи во правда се 37 милиони евра за кои што ќе добиете. Јас зборувам за овие 2 реформи. Ова е едната и втората е за судскиот совет, законот за судски совет кој што денеска влезе во владена процедура. Ајде сега вака да збориме, јас секој сакам да зборувам со факти, не ќе да зборувам на предпоставена состојба. Дефинираме дека станува збор за платите на обвинителите и на судиите и нормално плановите за вработување. Не станува збор за квалитативна некаква форма или исчекор, туку зборуваме за финанси, да бидам по-краток, за буџетот. Ако зборуваме за буџетот, еве, една анализа би сакал да им презентирам на македонските граѓани. Ова е
европски извештај. Да, ЦП извештајот, да, го читавме на кој што ги има внатре податоците за тоа, колку се буџетите. Ето, сега. Буџетот кој што ние како држава го издвојуваме за правосудството е 0,39% од нашиот бруто домашен производ. А треба 0,8 согласно законот кој што е на сила? Не. Најмалку 0,8. Не. Вика до. Не, вели најмалку. До 0,8. Ние издвојуваме 0,39. За да знаат граѓаните, еве да речеме, соседна Грција издвојува 0,26. Одиме понатаму. Еве да речеме Франција издвојува 0,2%. Додиме чекор понатаму. Германија издвојува 0,3%. И можам да ви ги редам, европскиот просек е 0,31% од бруто домашниот производ, а медијаната е 0,28. Ние издвојуваме повеќе и од медијаната, и од европскиот просек, или во бројки ако сакате, повеќе од 75% од земјите членки на ЕУ. Во законот пишува... Само да констатираме, дали грешам нешто? Во контекст на ова што го зборувате, во законот е најмалку 0,8%, не е факт дека не е точно дека само... А тоа е друго 0,08, тоа е друго. Зборувам за буџетот кој што треба да го одвоите за судскиот буџет. 0,8% е сумата која што треба да одвоите од БДП. Во овој случај, вие одвојувате 0,3% и тоа не е случај само со оваа влада. Факт е дека години наназад не се одвојува сумата која што е потребна за судиите. Напротив, таму стои дека и со ребаланс на буџетот не смеат да се скратат парите. Факт е дека според овој документ кој што вие го кажувате е 0,22 или 0,28 колку рековте процентот кој што се издвојува во европските земји. Меѓутоа, ако направиме споредба, по глава на жител сумата е многу помала Македонија која што издвојува за разлика од европските држави. Прво, сега ќе ме оставите да дадам одговор. Претпоставам нема да ме прекинувате. Ова се факти и бројки. Еве да речеме Албанија, фронтранер, 0,29. Другите фронтранери, Молдавија, 0,23. Не, 35 се извинувам. Грузија, 0,23. Од сите имаме повеќе. И уште еднаш ка кажувам, до 0,8%, не минимум. До 0. Тоа го бараат во новите измени на законот, минимум 0,8 и минимум 0,5 за обвинителството или вкупно 1,3%. Што нема теоретски шанси, бидејќи би било 3 пати повеќе од земјата која што издвојува најмногу за правосудството во Европа. Сега ќе дојдеме и до бруто домашниот производ, односно платите. Ова е од истиот овој извештај статистиката за Македонија. Судија почетник, според овој извештај, не велам дека јас сум кажал, годишно заработува 19.170 евра бруто плата. Ова е за Словенија, од истиот овој извештај. Судија почетник во Словенија заработува 34.101 евро бруто плата, или некаде околу 80 до 85% повеќе. При тоа, бруто домашниот производ за Македонија е негде отприлика околу 6.500 евра, а бруто домашниот производ за Словенија е 28.000 евра. Или, математички, судија почетник во Словенија има 80% поголема плата бруто од судија почетник во Македонија, при 3,5 пати поголем бруто домашен производ од тој кој што го имаме ние. Еве, вие сте економист. Каква е пропорцијата тука? Јас ќе направам подоцна можеби пропорција во однос на просечната плата, со оглед дека сакате да се споредувате со Словенија и Македонија, просечна плата во Словенија. Она примера. И со просечната може да ви дадам статистика. Видете, можеме вакви бројки да... Можеме до недоглед да одиме, меѓутоа не е идејата на... Не, сакам да се знае прецизно. Мора јавноста да знае прецизно за што зборуваме. Сега, не е битно, од еден суд во Македонија платите на вработените.
Председателот на тој суд му е платата со се сите додатоци околу 180.000 денари. Околу 3.000 евра. Мојата плата како премиер е 155.000 денари. Ајде вака, премиере, реформската агенда, планот за раст, кој што го потпишавте вие и кажавте дека е фантастичен документ. Јас ќе извадам еден цитат само, и тоа во контекст на ова што вие го зборувате. Таму вели: годишниот судски буџет останува под минималниот пропишан со закон, а тоа е 0,8% од БДП. Тој флуктуира меѓу 0,26 и 0,3% од БДП. За буџетот од јавно обвинителство е 0,2 од државниот буџет, што е исто така минимално предвидено ниво според законот. Според овие податоци од документот кој што сега го читате, судскиот буџет, стандардизиран како процент на БДП, е значително понизок во споредба со другите земји во регионот. И натаму продолжува. Ова е документот кој што вие го имате подпишано од реформската агенда, планот за раст, кој што кажавте дека е фантастичен документ. Ова што сега го зборувате... Не. Видете, тоа што вие го читате е различно од ова што го зборувам, а ова се бројки. И овде се бројките. Ајде во регионот. Буџетот за судови. Еве буџетот за судови. Албанија 0,17% Добро, што од БДП. значи ова, дека ќе го смените? Не, ама видете сега, не ме оставате, граѓаните мора да знаат вистината. Добро, па велете. Еве, Албанија вели 0,17% од БДП. Фронтранери. Ние сме, позади сме некаде, 0,30%. Молдавија, исто фронтранери. Напред, фуриозно, напредуваат кон Европската Унија, 0,18%. Ние, 0,30%. Грузија, исто така, силна 0,15%. И можам да ви ги редам сега, ако сакате земите членки на Европската Унија. Тоа е веќе, вие разбирам поентата, меѓутоа споредуваме, ако споредуваме по глава на жител, тогаш процентите, односно бројките се многу поразлични. Македонија има 19,2 евра по глава на жител, ова од последното истражување кој што го правеа и колегите од 360, додека просекот на потрошени пари по глава на жител на ниво на Совет на Европа е 50,7 евра, што е 2,5 пати повеќе од износот во Македонија. Меѓутоа не ми е тоа прашањето. Прашањето ми е дали... Чекате. Вие рековте во регионот. Ако сакате и за тоа ќе збориме. Не, прашањето ми е дали ќе смените 2,5 пати повеќе во Европска Унија од Македонија, затоа што стандардот е 3,5 до 4 пати поголем, ако го гледаме бруто домашниот производ. Ние зборуваме за бруто домашниот производ. Еве да речеме Албанија како фронтранер има 9,2 евра. 9,2 евра. Еве, да речеме Азербејџан 10,6, Ерменија 11,5, Грузија 9,5, Молдавија 9,9 и така натаму. Заднес во 2022 да, биле Албанија само, Ерменија, Азербејџан, Грузија, Молдавија и Украина. Тие се единствените држави што биле заднес кога зборуваме за БДП по процент од БДП по глава на жител. Не е точно. Прашањето... Не е точно, не ја кажувате вистината. Еве ќе ви кажам. Естонија е 0,15% од бруто домашниот производ за судовите. Италија е 0,27, Литванија е 0,13. Малта е 0,27 и така натаму. Ама не е добро. Прашањето ми е дали ќе смените методологијата на одобрување на пари кои што се однесуваат за судството. Дали ќе има промена со оглед на ова компаративна анализа која што беше најавувана дека ќе ја направите? Кажува дека буџетот кој што владата го издвојува за правосудниот систем е повисок од 75% земји членки на Европската Унија. 75% земји членки на Европската Унија. И јас апсолутно не гледам потреба за зголемување на таа сума, односно на тој буџет. Што се однесува до делот на одобрување на плановите за вработување и напредување, немам никаков проблем. Никаков проблем немам да се одобрува планот за вработување и унапредување од страна на судскиот совет и еве владата како небитна нека информираат само. Немам никаков јас проблем. Не битна, идејата е дека владата не треба да се... реформата. Да, не треба да се меша во судството, тоа е реформата. Не, владата не се меша во судството.
Тоа не го вели извештајот на Европската комисија. Но владата е одговорна за трошењето на секој денар народни пари. И кога тие народни пари ги троши некоја институција или орган од управата на државата, логично е да државата се грижи за тоа. Они велат, за нас не се грижете, ние сами ќе се грижиме, само ќе ве информираме. Ние велиме во ред. Еве тоа ќе го прифатиме и ќе биде дел од законите. Но не ја гледам потребата од зголемување на буџетот во услови кога констатира самиот извештај дојден од Советот на Европа дека буџетот кој што ние го издвојуваме е повисок како процент од бруто домашниот производ од 75% од земјите членки на Европската унија. И сакам да поентирам, ние во минатото имавме експерименти кога обвинители земаа и по 10 пати поголеми плати од тоа кое што го зимаа нивните колеги во специјалното јавно обвинителство, па знаете како завршија, со Луи Витон торбички, со хонорари исплатени кои што се бројат во десетици, би рекол и стотици илјади евра, а правдата не гледаме како заврши. Добро, што направивте еве вие за тоа да се смени со оглед дека сте скоро 2 години на власта, добивме извештај од Европската комисија каде што пишува дека се вкупната независност и финансиска автономија на правосудството се нарушени поради мешање и притисоци од други државни гранки, вклучувајќи го и собранието, кое што се обиде да изврши притисок врз членови на судскиот совет да поднесат оставка и така натаму. Додиме исто со факти и со бројки. Ние сме точно 1 година и 4 месеци, а не скоро 2 години. Во декември ќе бидеме 1 година и половина, на 23 декември. Што направивме во овие 16 месеци од како сме влада? Еве, ја можам да ви редам многу случаи кои што се случија во овој период. Например, еден врховен судија е фатен на дело како добива мито. Во тој случај заедно е замешан поранешен висок функционер во обвинителството и во тој момент член на Советот на јавни обвинители. Нешто што да речеме во минатото беше невозможно. Многу случаи од минатата влада се поднесоа кривични пријави, се почнаа истраги, дел од нив се во бегство, дел се тука, отпочнати се судски процеси. Од страна на актуелната влада имаме еден директор кој што беше директор во здравствените установи, кој што е фатен со мито во рака, приведен. Имаме директор кој што е дел од структурата на ВМРО ДПМН, кој што исто така беше фатен со мито во раце и е приведен и сега е во притвор. И така натаму јас можам да ви редам многу такви случаи. Ме прашавте зошто во парламентот се отвори таква дебата. Многу едноставно, ние не сме задоволни како влада од работата на овој судски совет и на овој обвинител. И тоа е наше право да не бидеме ние задоволни. Да, но зошто ја прекинавте тогаш постапката за обвинител? Затоа што имаш избори, еве сега нема веќе избори, може да ќе ја продолжиме. Нормално е тоа, не е тоа нешто ненормално. Значи ние ќе си ја продолжиме постапката, но она кое што е важно е да напоменеме дека година и половина, еве во декември ќе се навршат, со обвинител избран од претходното мнозинство, не од оваа влада. И ако некој треба да гони криминал, еве, тој нека гони. Ако е оваа влада ваква или таква... Но зашто би го оставиле ако сметате дека водел неселективна битка? Затоа што имаше избори, лимитирани бевме со закон. А претходно рековме, еве да му оставиме шанса, јас тоа го зборував, да се размамне на отворена сцена, да покаже дека е борец за правда и дека е гладен за правда, а потоа имаме, знаете, во избори ние не можеме да именуваме, да бираме. Добро, но дел од вашите политички противници тоа го толкуваа дека можеби го оставивте Коцевски за да се чувствувате комотен сега во обвинувањата, во критиките кои што би ги правеле кон јавното обвинителство, особено за начинот на кој што ќе се води судскиот процес во Кочани. Нема тука логика во таа теза. Знаете, да има малце логика во таа теза, па да ја прифатам. Сум ја слушал, мислам, тоа се плитки тези на дел од луѓето кои што на овој некрофилски начин се обидуваат да излезат на површина во отсуство на други креативни идеи. Ние од прв ден рековме дека нема да влеземе и да правиме естрада. Рековме дека ќе се бориме против криминалот и корупцијата и така и се однесуваме. Рековме дека ќе оставиме шанса
да се размавнат, да видиме. Добро, ја искористија ли таа шанса не според вас? искористија, гледате. Дали има некој во држава граѓанин кој што мисли дека овие судии односно членови во судскиот совет и овој обвинител се кредибилни личности во борбата против криминалот и корупцијата? Ја не мислам. Па тоа го покажуваат и бројките. На било која анкета направете, ќе видите дека граѓаните најмала доверба имаат во обвинителите и судиите. Добро, не се само обвинителите и судиите, недоверба има и во сите други институции, не е само Ја можам да ви покажам јавни мерења и да анализираме, но тоа е друга тема, предпоставам, само да бидеме попрецизни. Не треба да ги генерализираме работите, јас зборувам за малкумина. Инаку таму има многумина професионалци кои што си ја водат и си ја вршат својата работа најпрофесионално, најчестно. Има малкумина кои што ја контаминираат работата на професионалците. Така што должаме едно јавно извинување за сите оние кои што честно си ја работат својата работа и за жал овие малкумина инструирани под влијание луѓе кои што се раководени од други центри ја контаминираат нивната работа. Што значи тоа сега? Само објаснете ми, последниот одговор за Коцевски беше почекајте ќе видите. Сега велите можеби ќе продолжиме таа постапка. Може ли поконкретно што планирате со случајот со јавниот обвинител Ева? Па еве, како што кажав последниот пат, времето ќе даде одговор на ова дилема. Што значи тоа? Ќе продолжите, бидејќи пред малку рековте, наскоро можеме да видиме повторно барање за негова смена во собранието? Кога разговараме и кога ви велам дека сум незадоволен од лично јас, но и јавноста, од работата на јавниот обвинител, тогаш логичен след на настани после така јавно искажан збор е негова смена. Многу јасно. Дали не сметате дека тоа повторно е мешање, ова што го кажувате, во судството и целиот правосуден систем? Зошто би било мешање? По кој основ? Еве, кажете ми вие, по кој основ тоа би било мешање? Дали вие мислите дека Лјупчо Коцевски си ја врши добро својата работа? Еве, јас ве прашувам вас. Јас не сум на интервју. Не, добро, како граѓани зборуваме, како луѓе кои што имаат општествено влијание. И вие како новинари имате општествено влијание. Вие сте тука за да одговорите на тие прашања. Добре, јас ќе ви дадам одговор. Најголемиот дел од граѓаните, огромен дел, би рекол акламативно, мисла дека не си ја врши својата работа доволно добро. Иако е политичката цена да ја платаме да бидам повторно дел од извештај во кој што ќе бидам критикуван, а при тоа буџетот кој што го добивате очигледно поголем од 75% од земјите членки на Европската унија, нивни колеги, тогаш мислам дека некој треба да си го стави прстот на чело и да размисли што прави. Пак, еве, да не се навраќаме многу на тоа, меѓутоа сепак ја подпишавте таа реформска агенда, ставивте подписи на тие измени кои што треба да се направат, и тоа е нешто што вие пак велам кажавте дека е фантастичен документ и објавивте дека треба да се спроведе. Реформската агенда за Македонија како држава е фантастичен документ, но во таа реформска агенда никаде не стои колку треба да биде буџетот и платите на обвинителите. Тука едноставно станува збор за интервенција во законот, кој што е чекор, како што кажа, 113, во кој што ќе се регулираат платите на судиите и јавните обвинители. По која методологија, еве, колку ќе добијат? Тоа можеме да добиеме информација барем? Па, видете, ако просечната плата во државата е 45.000 денари, а да речеме председател на суд има нето плата месечна 180.000 денари, јас мислам дека е малку многу. Што значи тоа? Колку треба да добива судијата? Па ако премиерот на државата има, да речеме, за 20% помала плата, барем еве колку што има премиерот на државата. Тоа значи ќе се намалат платите на судиите? Не, тоа значи дека ќе имаат буџет кој што ќе се одвестува на стандардот кој што го имаат сите граѓани, а ние како влада водиме сметка за секој денар народни пари потрошени на правилен начин. Ако велите дека не му верувате на јавниот обвинител, на судскиот совет, а пред малку стартувавме со фактот дека утре ќе почне рочиштето за Кочани. Трагедијата која што таму ни се случи. Како може тогаш граѓаните, но и семејствата на жртвите да очекуваат дека овој процес ќе изнесе вистината на виделина и тие ќе добијат барем правда? Имаме еден процес во суд, таму има суди кои што ќе судат, обвинителот е само странка во процесот. Рамноправна со обвинетите.
Судијата е тој кој што цени дали обвинителот доволно добро ги дал доказите на кои што го темели обвинението или обвинетиот доволно добро се одбранил наспроти тие докази кои што ги дал јавниот обвинител. Таму има судија. Но еве и тоа да не е така. Еве велите дали ќе прифатите надзорна расправа, анкетна, све ќе прифатиме. Се ќе прифатиме што може, само една за секогаш да излезе вистината на виделина. За да не им дозволиме на оние, ја што го викам, талог во политиката, на некрофилски начин да печелат политички поени. Се ќе направиме како влада. Да, но овде станува збори за недоверба во институциите. Трагедијата се случи во Кочани заради таа недоверба, односно заради системските пропусти кои што се таложеле факта со години наназад. Таа недоверба на институциите е сериозна. Тука се и УЈП, инспекторат и МВР, низа институции кои што не постапувале. Со години наназад зборувам, не е тоа сега. Она што ние го видовме дека по трагедијата имаше одредени засилени инспекцијски контроли по локалите, по угостителските објекти, но се има чувство дека тие како да запреа. Што ви покажа еве тие анализи, дали ги направивте, до какви сознанија дојдовте од тие засилени инспекцијски контроли и дали тие се уште се случуваат, а можеби само ние еве не ги гледаме? Јас не можам да ја превземам вината за сето она лошо што се случувало изминативе 35 години. Така е. Но она кое што можам да го преземам како лична одговорност, тоа го направив на дело. Засилени инспекцијски контроли, констатирање недостатоци, недоследности, укажување што треба да се поправи, контрола, дали е поправено, не е поправено и така натаму и така натаму. Доколку некој сторил дело, е виновен, јас не сум тој кој што ја врши истрагата. Има обвинителство, ниту сум судија, има судија кој што суди. Јас можам како странка засегната да го гледам случајот. Но повторно ќе кажам, сите овие случаи, и модуларната, и Беса, посебно случајот со дискотеката Пулс во Кочани, апсолутно мора до крај да се истерат. Ниту сум се јавил некому, ниту имам намера да се јавам некому. Општо, генерално зборам. Еве, што се однесува до оваа влада, ја има целата слобода на светот. Сакаат анкетна комисија, надзорна, расправа, све ќе прифатиме. Све што треба. Прашањето беше друго, во однос на оние инспекцијски контроли кои што ги пративте. Што ви покажа? Дали денеска луѓето кои што одат во дискотеки или не мора да се само дискотеки, може да се чувствуваат безбедни? Како сме сега сигурни? Сите оние кои што денеска работат и функционираат ги исполнуваат МТУ, односно минимум техничките услови. Со оглед дека вакви трагедии, ова не е нас прва трагедија. Се случуваат трагедии наназад. Не, ова е прва трагедија ваква и никогаш да не се повтори. Никогаш да не се повтори. Ова е најтешката трагедија, национална трагедија која што имаме, меѓутоа сведоци сме дека и претходно имавме трагедии кои што завршуваа со човечки животи, за кои што вие сега и барате анкетни комисии. Меѓутоа, повторно ни се случува нова трагедија. Се надеваме сите ние дека тоа нема да се повтори. Која е таа повторно што ни се случува нова трагедија? Повторно ни се случи од модуларната болница, ни се случи Дурмотурс, ни се случува Кочани. Констатиравме дека за тие трагедии еве имаме процеси и имаме вие велите од тогаш нааму повторно ни се случува. Целиот тој систем на недоверба, не после Кочани ги зборувам овие. Целиот тој систем на недоверба во институциите, го кажувам. Дека не функционира. Едноставно не функционира. Ако може малце попрецизно. Да, не функционира системот. Вие мене ме обвинувате за тоа што се случило 35 години? Прашувам како да веруваат граѓаните дека во иднина нема да ни се случи некој друг системски пропуст на институциите, бидејќи недовербата на институциите кон институциите од страна на граѓаните е сериозна. Тоа беше како прв човек на владата работиме напорно, работиме темелно, работиме системски во овие 16 месеци. Еве, година и половина во декември ќе бидат, и ќе направиме се што е возможно, сите оние грешки и недостатоци од минатото да ги коригираме. И голем дел од нив се коригирани, исправени и функционира
и функционира системот. А доколку ме обвинувате за изминативе 35 години, не, да не се разбираме погрешно. Не ве обвинувам да ве убедам вас дека преку ноќ ние ќе ја вратиме довербата кај граѓаните, која што е губена системски 35 години. Апсолутно, тоа ми беше... Тоа го очекувам. Но совеста ми е мирна, бидејќи се што правиме е токму во таа насока, сите грешки од минатото да ги исправиме во рамките на нашите можности. Толку можеме. Можеби некој може повеќе. Ке излезе на избори, ке добие доверба од граѓаните, тие ќе му веруваат и можеби тој ќе почне да прави по некакви интензивни реформи. Ние врз основа на нашиот капацитет што го имаме како влада, врз основа на довербата која што ја добиваме од граѓаните, ние еве дојдовме во оваа ситуација во која што сме денес. Што се случува со кривичниот законник, односно со членот 353, тоа треба да има решение, ако не се лажам, ако грешам, поправете ме до крајот на годината. Па ако нема решение, тогаш Уставниот суд ќе треба да донесе одлука. Или да го суспендира законот и да направи колективна амнестија, или да го врати стариот. Тоа се двете опции, нема трета. Да, во која насока владата размислува, односно Министерството за правда, дали се подготвува? Па ќе го прашате Министерството за правда. Како сте задоволен од работата на Министерството, министерот за правда? Па видите, многу е важно да имаме динамика на испорака на реформи и реформски закони. Очекувам дека и овој закон ќе биде испорачен во рамките на рокот. Тука доаѓаме и до прашањето за реконструкција на владата, дали ќе има одредени промени или само пополнување на испразнетите места кои што се отворија, а со оглед дека и вреди еве бара столче плюс во владата. Имате ли веќе некои разговори? Па не, сега сме фокусирани на партискиот конгрес, кој што ќе се случува на 6 декември. Во рамките на структурата на партијата, реформи, нормално, паралелно ќе се размислува и на одредени освежувања, нивелирање во рамките на владата, институциите, во државната управа, така што периодот кој што следи ќе биде прилично динамичен. Се споменува во јавноста повеќе имиња на министри кои што може да ја напуштат владата. Има ли веќе... нема такво размислување. Мислам, тоа се само шпекулација. Ќе добие ли вреди столче плюс во владата или? Ма јас дадов одговор на таа тема, дека не гледам потреба зошто. Ние имаме договор коалициски, тој договор е постигнат, направен, тоа е тоа. Како ќе стигнете до Бадентер со оглед дека можеби тоа сега е мала пречка да функционира владата мазно? Го слушнавме денеска и Села кој што зборува за можеби 3 услови кои што ги поставува за евентуална коалиција. Простете, но не сум ја слушал изјавата на господинот Села. Цел ден сум со состаноци и работам, не сум можел да ја слушнам, од состаноци доаѓам тука. Од тука продолжувам состанок со господинот Ваденфул, министер за надворешни работи. Добро, но во делот на Бадентереве како планирате да го обезбедите тоа? По принцип не работам под ултиматуми или условуван, никогаш во животот не работам и тоа е погрешен пристап да се комуницира со мене, мислам. Ако некој мисли дека со ултиматуми или со услови ќе ме омекне или привлече, мислам дека тоа е најпогрешниот пат кој го одбрал. Да. Во однос на Бугарија, промената на уставот, барате гаранции, постојат ли можности да ги добиете таквите гаранции? Пораките на Европската комисија се јасни дека измени на уставот треба да се случат. Од кого? Ама тие пораки ние ги слушаме долго време. Да, од кого и какви конкретно гаранции барате? Па многу пати сум го коментирал ова. Мислам дека кога некогаш на меѓународна сцена се прават исклучоци, тогаш тие може да испровоцираат поголеми катастрофи, кои што потоа ќе се повикуваат на тие исклучоци. Во случајот со нас, со Македонија и нејзиниот пат кон Европската унија, такви исклучоци се направени преседани многу. Еден од тие преседани е и овој. Иако навистина сите ние мислиме дека ова е последно и дека нема повеќе да има билатерални спорови, дека нема да има повеќе билатерални прашања и дека нема да имаме
владење на право кое што ќе биде различно за едни, а различно за други, тогаш тоа што ние го бараме како влада, почитување на правата на македонската заедница кај нашиот источен сосед и да речеме гаранции во форма на заклучок на Европскиот совет дека навистина никој нема против македонскиот идентитет, македонскиот јазик, дека нема да има повеќе вето поради билатерални прашања, представува нешто кое што представува темелна вредност. Ние не бараме нешто кое што е повеќе од тоа или помалку од тоа. Затоа што ако тоа ние не го добиеме, тоа значи дека некој има скриени намери и на некому не можеме да му веруваме. И можеме многу лесно да очекуваме дека и покрај направени условно кажано уставни измени, понатаму во процесот на преговори повторно ќе се појави некоја недоумица, некое прашање, некоја нејасна работа која што ќе треба да дообјаснуваме повторно со ново вето, со нови пречки и така натаму. Затоа, ајде вака да ги поставиме работите и тие не се, би рекол, кој знае колку прецизни и сигурни, но во рамките на оваа ситуација која што имаме наследена од претходната влада, после целосна капитулација, мислиме дека тоа е нешто кое што навистина представува темелна вредност која што ја заслужуваме како народ после се она што сме направиле за тие евроинтеграции. Доколку ги нема тие гаранции кои што ги барате, гледате ли? Тоа значи дека некој не е искрен со нас. Ако ги нема тие гаранции, некој не е искрен со нас. Но за државата што значи тоа? Гледате ли друг начин да се почнат преговорите? Па не, ние сме тие кои што еве ги извадивме состојбите на површина. Видовме дека кај некои политичари, за жал, во рамките на Европскиот парламент има поинакви амбиции. Тоа не така одамна го видовме. И тоа на нас ни беше доволен индикатор за да го ставиме прстот на чело и да речеме, чекајте луѓе, не се само уставните измени, вамо имаше некои предлози кои што немаат никаква врска нити со копенхагенски критериуми, нити со вредности европски, туку со некој сосема хегемониски пристап, асимилаторски пристап, кој што потсетува на некои други векови, на некои други времења. Секој политичар кој што ја добил довербата од граѓаните и има можност да биде државник и да води, мора однапред да определи неколку чекори. Не можеме ние да гледаме само до тука, а потоа што биде. Ние мора да гледаме неколку чекори однапред, да направиме таква стратегија која што на нас ќе ни го отвори патот за да размислуваме, а не... Која е таа стратегија што ќе ни го отвори патот? Ние ја работиме таа стратегија. Видете, не можеме ние за година и половина или 16 месеци да исправиме нешто што со децении некој го распродавал. Направени се катастрофални грешки. И ние си имаме работа со многу помоќен и многу поброен противник. И ако мислите на инстант резултати, тоа нема да се случи. Нити пак такви резултати сме ветиле. Настрана на опозицијски фолклор, ветивте ова, ветивте она, кој што нема никаква врска со реалноста. Од друга страна... Ние само сакаме да водиме политика која што нема да биде срамна, но ќе биде тешка. И ние тоа сме го ветиле. Од друга страна, гледаме дека Албанија вчера го отвори последното поглавје во преговорите. Вие и претходно неколку пати споменавте дека во техничкиот дел Македонија практично е пред Албанија. Не, јас тоа го Евробарометар, мислам, сите анализи велат дека сме многу по-компетентни. Тоа е така. Меѓутоа, сепак Албанија е понапред во преговорите, практично е држава која што ги завршува преговорите со... Ама и Молдавија и Украина се понапред. Исто така. Понапред се и ќе бидат понапред. Што тоа ќе значи, еве, за нас дома во Македонија? Што би значило? Не разбирам, што би можело да значи. Со среќа нека им е, дај Боже да станат побрзо членка на Европската унија. Тука е и притисокот на албанскиот фактор во државата. Добро и? Еве и? Не очекувате еве сега и... А зашто никој не го гледа притисокот на македонскиот фактор во државата? Ромскиот фактор, турскиот фактор. Не ја разбирам таа дебата. Не, бе, прашам. Мислам, не можам да ја разберам таа дебата. Еве во ред. Ние градиме заедничка држава или секој од нас се води исклучиво од својот интерес. Тоа што е погрешно ако е така. Ние водиме заедничка држава на македонците, на албанците, на турците, на србите, на власите, на бошњаците, на ромите, на сите. Ние треба да имаме сите заеднички интерес, а тој заеднички интерес е
да се штитиме едни со други, бидејќи тука сме се родиле и најверојатно тука ќе го завршиме овој наш живот. Тука сме тагувале, тука сме се радувале и треба да се поддржуваме. Секој кој што размислува различно од ова, за кој што јас сега зборувам, прво не ми умисли на добро на сопственото семејство, а потоа и на сопствената држава. И јас, простете, но не можам поради гранката од дрвото да не ја гледам шумата. Таква политика не водам. Ние имаме јасна стратегија која што треба да не одведе по потешкиот пат до достоинствено решение, а не по странниот пат до неизвестно решение. Јас така не ја водам ова држава. Додека јас ја водам владата. Кога јас нема да ја водам владата, кога ќе дојде некој друг, ќе има политика на колнење во жица, ќе има политика не правам ова, не правам она, а во суштина прави се различно. Јас тоа што го правам, јавно, гласно и транспарентно го кажам. Ќе преминеме на тема економија, со оглед дека ни останува уште малку од времето до крајот на емисијата. Странските инвестиции, дел од компаниите кои што работат во ТИРС, тоа се две компании, веќе најавија постепено заминување. За волја на вистината, вашата изјава беше добра иниција да други доаѓаат. Најавивте и нови инвестиции кои што треба да дојдат во државата. Она што е податок е дека во последните 6 месеци во Македонија 200 милиони евра се странските директни инвестиции во државата, за разлика од лани истиот период. За 6 месеци странските инвестиции изнесуваат околу 500 милиони. Гледаме тука едно намалување кое што е сериозно. Да, но ако ја забележите структурата, ќе видите дека инвестициите кои што се оваа година се структурни инвестиции, односно инвестиции кои што се буквално во нови производни капацитети и така натаму. Додека пак, ако ги гледате минатата година 6 месеци, ќе видите дека се тоа трансфери од мајките фирми кон керките фирми поради одредени околности. Но истовремено, ајде сега да ги погледаме податоците од Народната банка во делот на кредитирање и на населението, и на правните. Ете тоа. Расте и тоа расте со 13-14%. Тоа е споредено со европскиот просек од 2-2,5%, 7 пати повеќе. Тие луѓе земаат кредити за да инвестираат во собствени асети, односно во собствени производни асети, кои што ќе додадат вредност во македонската економија. Пред некој ден, недела, не ми текнува се точно, Bloomberg Adria објави податок, пондериран, за 2024 година, колку е профитот, пондериран, просечен, повработен во Македонија, на сите компании. 300.000 денари годишно. Тоа е некаде околу 5.000 евра профитот што го стварува македонската компанија, пондериран, повработен за 2024 година. Зошто ова го зборувам? Ова го зборувам со една цел. Ако газдите и акционерите одлучат оваа година не сакаме профит, профитот поделете го во бруто плата на вработените. Тоа значи дека македонскиот вработен платата ќе ја зголеми на просечните 450 евра за дополнителни 270 евра. Тоа е 1020 евра. Значи, толку е моменталниот капацитет. Тоа е премалку. Ние мораме да ја менуваме структурата и мораме преку инвестиции да го зголемуваме сето ова за кое што јас сега зборувам. Само 200 под услов што е невозможно. Тоа невозможно е собствениците и акционерите речат ние не сакаме профит. Еве поделете го во бруто платата, тоа ќе рефлектира со зголемување на нето просечната плата со 270 евра. 750 плюс 270 е 1020 евра. Ете тоа е македонската економија. Мора да работиме на структурата и тоа го работиме. И затоа дојдовме со унгарскиот кредит. На тој кредит банките додадоа своји средства, направивме едно мешано портфолио со најниски каматни стапки во Европа.
македонскиот бизнис користеше и користи најниски каматни стапки во Европа. Добро, и прашањето сега ти е во делот кај општините кои што ти даа пари. Не, сакам да кажам колку е. Видете, 500 милиони отидоа, јас сум најтранспарентен. 500 милиони отидоа за враќање на евроврзница на 19 јануари 2025. 250 милиони сега се над 200 веќе, се за поддршка на стопанството и останатите се за проекти во општините, не за плати. Не така, меѓутоа не за кои пензии, се тие проекти кои што ги прават општините, дали се навистина капитални инвестиции? Еве секој ден ги отварам. Еве вчера фрлав лопата за градинка, 130 милиони денари. Градинка која што ќе биде најголема во тој дел на општина Газибаба, 200 и нешто дечиња. Тоа е нината. Се отвара уште една тема, може би малку посрамежливо во јавноста, таа е околу зголемување на старосната граница за пензионирање. И се размислували ли на такво нешто, со оглед дека во последниот извештај кој што го има објавено фондот за пензиско, односно последна изјава која што е дадена на еден настан од страна на директорот, само еден цитат е дека веќе се испратени до Министерството за социјална политика анализи и една од точките е продолжување на работниот однос на доброволна основа по навршени 64 години живот за сите вработени во приватниот сектор. Размислувате на некоја промена во делот на пензискиот систем, реформи на пензискиот систем? Анализираме неколку модели во неколку делови од општеството, здравствениот, социјалата и апсолутно како дел од социјалата би го анализирале и пензискиот систем. Затоа што првите приноси кои што ќе значат помали трансфери од буџетот ќе дојдат за некои 7-8 години од денес. Може би повеќе. 2032-33. И тоа представува сериозен, би рекол, трансфер од страна на централниот буџет, но никоја реформа нема да биде натоварна на граѓаните. Туку напротив, во насока да го оптимира, но и да ги елиминира сите оние злоупотреби. Да речеме, во делот на ГМП, гарантирана минимална помош, имаме лоцирано случаи каде што поедини лица, кои што за жал или се надвор од државата, или некои не се веќе помеѓу нас, се починати, добивале трансфери по 3 основи. Туѓа нега, гарантирана минимална помош и така натаму, што е спротивно и на закон и на процедури. Цениме дека со намалување на сивата економија, со намалување на злоупотребите преку дигитализација, ќе успееме да дојдеме до огромни заштеди во рамките на трансферите од централниот буџет кон овие сектори. И мислиме дека во добра насока сме. Не сум многу среќен што историски е највисок буџетот во здравството кој што го одвојуваме, над 1 милиарда евра. А корупцијата, мислам дека граѓаните ја чувствуваат на секојдневно ниво, таму е најголема. Затоа ги охрабрувам, ги замолувам граѓаните. Ги замолувам, еве, сега и телефони ќе отвориме, отворени линии да се јават, да пријават. Затоа што знаете колку е тешко да земе некој да пријави чиј живот зависи, а некој му побарал пари? Видете, немаме друг начин. Ние мораме на тој начин да се бориме. Друг начин не постои. Затоа што тие се верували или не, пожилави отколку органите на прогонот. И секогаш наоѓаат по еднаков начин. Затоа замолувам сите граѓани, сите кои што се жртва на вакво однесување да пријават. Нема поголема ахилова пета и нема поголем и пооштар камен во чевелот за еден народ, за една нација, за една држава од ваквата пандемиска корупција. Посебно на тоа ниво. Луѓето кои што треба да бидат по вокација солидарни. И хумани. Да се вратиме само и да завршиме, не се размислува за зголемување на старосната граница за пензионирање. Не, со закон, ако сега доброволно се продолжува, сега има сектори во кои што доброволно се продолжуваат. Високото образование, знам 3 години си се продолжува, мислам. И добро е тоа затоа што имаме многу дефицитарни струки кои што воопшто немаме обнова, природна обнова на кадарот. И добро е тоа. Има ли зголемување на минималната
плата надвор од она кое што е законско, кое што се преговара. Ставот наш е јасен дека ние законот ќе го почитуваме, доколку во рамките на економско-социјалниот совет диалогот кој што го водат работодавачите и работниците постигнат консензус, ние тоа мораме да го почитуваме, ние немаме тука избор. Да. Добро, одиме тука кусо со реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во топ тема. Гостин премиерот Христијан Мицкоски. Премиере, инфлацијата забрза во последниот месец за кој што е објавен податок, 4,5%. Се планираат ли некои мерки во однос на цените кои што ги имаме по маркетите и продавниците? Во октомври месец имаме 4,5% инфлација, споредено со октомври минатата година, кога имавме есенска кошничка. И тоа е причината, бидејќи основата е ниска. Но очекувам нивелирање сега во ноември и во декември и во рамките на годишниот просек под 4 или околу 4% да дојдеме, а за следната година да се движиме меѓу 2 и 3%. Прилика ова се макроекономските проекции од страна на владата. Мерките се секојдневни. Дел од тие мерки ги изборувавме денеска во ова интервју, дека во овој разговор со вас. Нема поиднакви мерки од редовни контроли на однесувањето на супермаркетите, на дистрибутерите и така натаму и така натаму. Исто така на Комисијата за заштита од конкуренција и тие се исто така активни, пазарната инспекција активна. Сите се активни, сите се на терен. Сега ние не ја информираме јавноста конкретно за сите овие случаи. Најнова акција беше на Државниот пазарен инспекторат од контрола во 28 објекти, 21 продавале цигари кои што не се со македонски бандероли, туку се од една соседна држава. Значи се шверцувани цигари. Сакам да кажам дека оваа борба е секојдневна. Ние не можеме секојдневно да ја оптеретуваме јавноста со тоа што треба ние да го работиме. Примерот со Скопје. Беше нечисто, ѓубре на секој чекор, дојде нов градоначалник, го исчисти во рамките на можностите, центарот, останатите делови од Скопје и така натаму. Зошто го исчистил? Тоа требало да биде нормална работа. Тезите и се слагам, треба да е нормална работа. Тоа треба да е нормална работа и не треба да е ни тема на дискусија. Исто и ова. Иначе борбата е секојдневна, секој ден ние се буткаме на рака. Тие се обидуваат, се жилови, се обидуваат да го надмудрат системот. Системот се обидува да се мобилизира и да возврати, да се бори и мислам дека до сега успеваме. Да, кога го споменавте чистењето во Скопје, тезите, тоа апсолутно не треба да е тема, ниту во изборна кампања, нити на емисии, меѓутоа за жал беше, но тезите се дека можеби намерно политички блокади се случувале за да се прикаже една таква слика, за сега да видиме дека еве Скопје сепак можело да се чисти и претходно. И повеќе од претходно. Со оглед дека имаме навистина уште многу кратко време, ќе се вратам повторно на темата со која што ја почнавме емисијата, тоа е судењето за трагедијата во Кочани. Она што ми остана прашање е дали вие сте задоволен пред се од опсегот на досегашната истрага во кое обвинение за поранешни функционери гледаме дека има во најголем дел, малку помалку е во однос на функционери кои што се опфатени од ВМРО-ДПМН. Ке се воздржам од коментар, за да не влезам и јас во групата на оние кои што се дел од оној политички талог, кои што се обидуваат со некрофилија да профитираат. И нема да коментирам, за да не создадам дополнителен притисок. Само ќе ги охрабрам сите оние кои што се дел од истрагата, дел од овој процес, да обвинуваат, да судат според закон и ги замолувам сите оние кои што имаат било каква улога во целиот овој процес да бидат изведени пред лицето на правдата и казнети. Има најави дека можеби до крај на неделава ќе има нови обвинети. Било кој мој коментар во случајов би значил дополнителен политички притисок. Еве, тоа што имав, го кажа, уште еднаш ка ги охрабрувам. Следниот извештај на Европската комисија ќе можеме да прочитаме дека нема никакво влијание политиката врз правосудниот систем.
Видете, јас ви тврдам со сиот свој интегритет дека нема такво влијание. А ако некој толкува дека влијание што бараме промена на овој состав на судскиот совет или обвинител и слично, тогаш простете, но јас ќе го трпам тој политички притисок. Тоа значи дека и во следниот извештај може да добиеме. Можно, ако е тоа влијание. Друг тип на влијание, јас најодговорно тврдам дека нити постои, нити ќе постои, но простете, ја не можам да спроведам владина програма со овој состав на луѓе кои што не можат да се носат со ова амбициозна владина програма. Посебно во делот на борбата со криминалот и корупцијата. Премиере, ви благодарам за вечерашното гостување во Топ Тема. Благодарам на поканата. Да, вам ви благодарам за вниманието со кое што не следавте. Секако останете натаму со програмата на Телма.